Кратки најави за денешните настани. Ковачевски поднесе оставка. Почнуваат да течат роковите за формирање техничка влада. И денешните анализи покажаат дека параметрите на водата за пиење се во граници на пропишаното. Вкупно 19 реконструирани и нови детски игралишта во Охрид. Шест лица пронајдени мртви во пустината Мохаве во Јужна Калифорнија. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и потопло време со сончеви периоди. Максималната дневна температура се искачи до 7 степен Целзиусов. Во петок над Западна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во Западна, Северна и Централна Европа ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. На југ од Скандинавија и во областа на Алпите со врнежи од снег. Во останатите предели од стариот континент ќе превладува стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно умерено облачно време со сончеви периоди. Локално во централните предели со слаби и локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 4 до 13 степени. Во петок во утринските и предпладневните часови во поголем дел од Македонија ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и потопло време со благ пораст на дневните температури. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -6 до 2 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 3 до 14 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од -2 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 7 степени. Во Охрид во сабота по студеното утро со температура од -3 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и температура до 6 степени Целзиусови. Во недела умерено облачно и посвежо време со пад на дневната температура на 3 степени. Во понеделник по студеното утро со утринска температура од -2 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 4 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од марка.
Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Премиерот Димитар Ковачевски денеска лично ја депонираше оставката во собранието, со што започнува постапката за избор на техничка влада која што ќе раководи со државата во наредните 100 дена. Премиерот Димитар Ковачевски денеска во законски предвидениот рок ја депонираше оставката во Собранието на Република Северна Македонија, при што оствари средба со председателот на Собранието Талат Џафери. На средбата премиерот Ковачевски истакнал дека функцијата председател на влада ја извршувал одговорно и посветено со должна почит кон граѓаните, водејќи се од определбата за обезбедување едно општество за сите, со еднакви права и еднакви одговорности. Ковачевски потенцирал дека ќе продолжи понатаму да се залага за остварување на европската визија за Северна Македонија, бидејќи за нас нема друга опција освен европскиот пат. Во изјава за медиумите Ковачевски изрази уверување дека и по пролетните избори на 9 мај тој ќе ја предводи новата влада. Со депонирање на оставката започнува постапката за избор на техничка влада која ќе раководи со државата најмногу во наредните 100 дена. Оставка се очекува да поднесе и собранискиот спикер Талат Џафери, пошто тој ќе стане премиер на преходна влада според моделот кој за првпат беше воведен во 2016 година според Пржинскиот договор. Откако председателот на државата Стево Пендаровски ќе му го довери мандатот на Талат Џафери за премиер на техничка влада, на 27 јануари Џафери до собранието треба да достави програма и состав на владата, а седницата за избор треба да биде свикана на 28 јануари. Со седницата за избор на техничка влада во собранието ќе председава координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески. Целата процедура за избор на новата техничка влада треба да заврши до 28 јануари на полноќ. И денешните мерења на водата за пиење покажуваат дека нема отстапување од дозволените вредности. Од Центарот за јавно здравје посочуваат доколку граѓаните забележат заматеност на водата за пиење при течење од чешмите, да не ја користат истата за пиење, се додека после течење од 5 до 10 минути водата не се избистри. И денешните првични физичко-хемиски анализи на примероци на вода за пиење од градската водоводна мрежа во Охрид, земени и анализирани по санирање на дефектот и нормализирање на водоснабдувањето, покажуваат дека нема отстапување од законски дозволените вредности на соодветните параметри, вклучително и параметарот матност. Во сите контролирани примероци на вода за пиење констатирано и присуство на дезинфекционо средство резидуален хлор согласно законските прописи, информираат од Центарот за јавно здравје Охрид. Од Центарот посочуваат дека мониторирањето на специфичните индикаторски параметри во водата за пиење со почеста динамика од страна на Центарот ќе продолжи во текот на наредните 2 дена, се до конечните резултати од комплетната физичко-хемиска и микробиолошка анализа на претходно земените примероци на вода за пиење од градската водоводна мрежа во Охрид, кои се очекуваат во текот на утрешниот ден.
Од Центарот за јавно здравје апелираат доколку граѓаните забележат заматеност на водата за пиење при течење од чешмите да не ја користат истата, се додека после течење од 5 до 10 минути водата не се избистри. Ако и после тој период на течење водата од чешмата се уште е матна, да не се користи за пиење и граѓаните да се обратат до јавното претпријатие Водовод Охрид или Центарот за јавно здравје. Во фокусот на секторот за комунални дејности, сообраќај и улици изминативе години беше изградба на повеќе наменски детски и спортски игралишта. Реконструирани и изградени се вкупно 19. Годинава повеќе наменско игралиште ќе се гради и во населбата Видобишта. 19 реконструирани нови детски и спортски игралишта во Охрид. Локалната самоуправа изминативе 2 години сериозно посвети внимание на спортски и детски игралишта, и тоа не само во градот, туку и во руралните средини. Игралишта за деца добија и селата Косело и Пештани, а се реконструираше и повеќе наменското игралиште во село Горно Лакочереј. Пештани и Велгошти добија и целосно нови спортски игралишта. Детско повеќе наменско игралиште годинава ќе се гради и во населбата Видобишта. Посебен акцент е ставен на изградбата и реконструкцијата на повеќенаменските детски и спортски игралишта. За изминатите 2022 и 2023 година реализирани се бројни активности во таа насока. Вкупно се изградени нови и реконструирани 19 детски и повеќенаменски спортски игралишта на територијата на општина Охрид во 2022 и 2023 година. Значи, изградени се од тие 19 4 целосно нови спортски игралишта со специјализирана подлога која што е погодна за одвивање на на секакви спортски активности, почнувајќи од мал фудбал, кошарка, ракомет и се останато. Такви спортски игралишта се изградени како во градските средини, така и во руралните средини. Во фокусот на секторот за комунални дејности, патишта и улици изминативе 2 години беа и бројни проекти од патната инфраструктура, меѓу кои изградба на целосна нова атмосферска канализација во населбата Бараки, асфалтирање и партерно уредување со пешачки и велосипедски патеки. Акцентот не е само на, како што кажав, на градските средини, исти вакви активности има и во руралните средини, голем број на активности за асфалтирање на улици, изградба на канализациони мрежи се преземени во село Лескоец, Пештани, Велгошти, последно во селото Орман на влезот на град Охрид. А во 2024 година, согласно програмите за работа на секторот за комунални дејности, сообраќај и улици при општина Охрид, имаме една, да речам, интензивна програма која што захтева многу работа, многу труд и многу вложување. Од секторот за комунални дејности велат во теке реконструкција на улицата 7 ноември, изградба на нова канализација на улицата Гоце Делчев од Далјан до Воска, а проектот ќе продолжи кон Лескајца, Кошишта и Старград. Годинава се очекува да започне и реконструкција на плоштадот Крушевска република. Струга доби 16 нови лични асистенти за лица со попреченост. Во просториите на Црвен крст во Струга вчера 24 јануари беше организиран завршен настан за доделување на сертификати на учесниците во обука за личен асистент за лица со попреченост. На истата успешно беа сертифицирани 16 нови асистенти кои на двомесечна обука се здобија со теоретски и практични знаења, информираат од Црвен крст Струга. Во период од 24 до 28 јануари Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот заедно со 6 турбооператори од Македонија ги представуваа македонските туристички потенцијали на саемот Фитур 2024 што се одржува во Мадрид, Шпанија. На македонскиот штанд туристички програми ќе презентираат представниците од приватниот сектор. Фокус на македонската туристичка индустрија е шпанскиот туристички пазар, која поддржува иницијативата за отварање на нова авионска линија Скопје-Мадрид и не треба да се занемари и фактот дека интересот на шпанските туристи за македонските дестинации е со забележителен раст, велат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
Јапонскиот суд на смртна казна денеска го осуди 45 годишниот Шинџи Аоба, кој во 2019 година подметна пожар во студио за снимање анимирани филмови во Киото. Во пожарот загинаа 36 лица, а 32 беа повредени. Ова се смета за еден од најголемите масакри во Јапонија. Аоба во окружниот суд во Киото го признал делото, а неговите адвокати побарале полесна казна или ослободителна пресуда, тврдејќи дека во моментот на нападот тој бил психички нестабилен. Судиите ги одбиле нивните барања со заклучок дека Аоба знаел што прави, пишува BBC. 6 лица биле пронајдени мртви во пустината Мохаве во Јужна Калифорнија. Телата биле расфрлани во оддалечен дел од пустината во близина на автопат околу 95 километри североисточно од Лос Анџелес, соопштила канцеларијата на шерифот на округот Сан Бернардино. На местото на настанот биле пронајдени и 2 возила, од кои едното било изрешетено со куршуми, стаклата биле искршени и едно од телата било пронајдено во возилото. Полицијата истражува кој стои зад убиствата. За сега нема информации за идентитетот на загинатите. Полицијата соопштила дека нема уапсени и не е јасен мотивот или околностите околу убиствата. Телевизиската станица од Лос Анџелес соопштила дека жртвите биле застрелани, а некои од нив биле изгорени. 88 годишниот Јозеф Фрицел, таткото монструм кој цели 24 години ја силувал својата ќерка од затворот за душевно болни, каде што ја издржуваше својата казна, ќе биде префрлен во редовен затвор, изјавил неговиот адвокат по сослушувањето. Гардијан пишува дека со овој потек се отвара патот за негово префрлање во старечки дом. Според психијатриската проценка, Фрицел боледува од деменција и неговата адвокатка изјавила дека тоа би му овозможило евентуално да излезе од затвор и да биде слободен човек и дека тоа барање ќе го поднесе наредната година. Фрицел во 2009 година беше осуден за инцест, силување, поробување и убиство од небрежност на новородениот син во Зандана, што тајно ја изградил под неговата куќа. Тој го промени своето име, кое се уште не е познато на јавноста. Шпанската полиција уапсила членови на банда составена од бивши војници од Источна Европа кои наводно ограбувале во Малага и Марбелја. Цел на кражбите им биле луксузни куќи во близина на голф терени, ограбувале брзо и ефикасно во периодот од 19 до 22 часот, а на локацијата се задржувале најмногу десеттина минути, наведува полицијата. Водачот на бандата бил од Албанија, пронајдено е складиште со украдениот накид, часовници, пари и оружје, се наведува во полицискиот извештај. Нивната воена обука им овозможила кражбите да бидат извршени совршено, оставајќи минимални траги, истакнува шпанската полиција. Бандата наводно извршила 71 грабеж на луксузни куќи и фирми. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.